Вчера лозарите и винарите седнаа на маса, се договараа за годинашниот откуп на грозје. Од прва рака од пратеникот Панчо Минов ги дознаваме деталите од ова заседание на лозарите и винарите и владата. Да, една комуникација меѓу лозарите и винарите во посредување со Министерството за земјоделие и учество на градоначалници и пратеници од нашиот регион. На вчерашната седница се резултираше во една едногласна заложба, барање и застапување на лозарите, поддржано и од нас како бирани и именувани лица од овие општини, од Министерството за земјоделие, дека треба да настане во овогодишната откупна реколта пораст на ланските откупни цени на винското грозје. Се стартуваше со една како основа производна цена просечна за винските сорти кои се препознатливи и препорачливи за овој регион, да еден износ од 12,6 денара по производство на килограм винско гроздје, кое што, ако земеме какви беа ланските цени, нели 11-13 денара смедеревка картошија, испаѓа дека се нешто пониски производната цена од откупната, што не е добро, и затоа е неминовно да се направи пораст на откупната цена со аргументација за исто така пораст на сите трошкови кои што влегуваат во производна цена од работна рака, од заштитни средства, од воден надомест и друго. Нашиот барање, искажано и од представниците на Сдруженијето на лозарите, и од мене како градоначалник, како пратеник, и од градоначалниците беше дека е минимум 20% пораст на ланските откупни цени, во кое што моја лична заложба беше дека треба покрај винариите, кои има своја аргументација за нивните проблеми и тешкоти на работењето, дека би требало да се вклучи и самата влада преку Министерство за земјоделие, преку програмата за финансиска поддршка, а тоа е да преку директните плаќања, познати субвенции, по килограм предадено во домашните капацитети винарии, да се стимулира со динар-два од предадено, откупено винско гроздје. Некоја дефинираност на цена, корумот не беше од таков карактер да одлучува за висина, но битно е за граѓаните да се информира дека едногласна беше нашата заложба за пораст на ланските откупни цени. Се кажа тој процент од 20% како пораст. Се кажа од страна на винариите дека и они се со расположение да, искажувајќи ги паралелно нивните проблеми и тешкоти, дека и они се со една определба за пораст на откупните цени и дека најбитно е у нивното искажување дека тие со порастот на откупните цени го врзуваат Министерството за земјоделие и владата, барајќи да порастот го покрие Министерството, односно владата. Тоа не е во духот, бидејќи се работи за приватни предпријатија, кои што профитират од таа работа и кај што партнерскиот однос мора да биде взаемен и интереси на едните и на другите. Можно е заради самите земјоделци лозаропроизводители и има основа да и државата субвенционира, како што ги субвенционира сите други градинарски и овошни производи, негден со 3 денара, негден со 2 денара, за предадено во преработувачки капацитети или за извезено во одреден период, да сега исклученото винско гроздје од таа, да кажам, лепеза на градинарски и овошни култури кои што се субвенционират со така наречените додатни директни плаќања и помош, да се во старт, некако 2016 година кога имавме на крајот, него сега во старт да се предвиде една
помош покрај порастот од винариите на ланската откупна цена, да и државата го даде својот придонес. За таа работа јас побарав од министерот да се обрати со предлог до владата, бидејќи таа е надлежност на одлуката за програмата за финансиска подршка, кај што се регулира тоа прашање, е на надлежност на владата. Многу битно е, и ја користам ова изјава пред вашата телевизија, да потенцирам дека треба да се лозарите преку Сдруженијето во овие наредни денови интензивно организират. Ние како бирани и именувани лица, јас јавно земам врска дека секој дневно сите повикани и во Министерство за земјоделие и во влада ќе бидат од моја страна контактирани, како и Теквеш како најбитна носител на винарството, за да се постигне крајната цел со исклучување на ланските откупни цени да се повторат, да се постигне пораст кој што ќе зависи, морам да кажам и да бидеме реални, и од одлуката на винариите и од придонесот и помошта на владата. Јас сум оптимиста, ама многу е битно, пак ќе повторам, многу е битно да самите лозаропроизводители со нас како представници на општините од овој регион настапиме единствено и заедно и да го постигнеме оваа цел како благодет за лозарите, а и за вкупно квалитетот на живот во нашите општини.